Голтка божество. Приказни за виното. Навечер по напорната работа и секојдневните возбудувања, виното делува релаксирачки на човековиот организам. Тоа едноставно го воздигнува духот на човекот за еден степен повисоко, разбудувајќи чувство за сите вредности кои го збогатуваат животот, како естетиката, музиката, природните убавини и секако наклонетоста кон спротивниот пол. Виното конзумирано во умерени количини му дава елан на духот и ја зајакнува уметничката креативност. Секој оној кој по напорната работа наоѓа опуштање во умереното конзумирање на вино, создава дистанца во однос на грижите кои ги носи секојдневието. Виното едноставно му овозможува на човекот да свати дека проблемите и грижите често се предимензионирани и му помага нив да ги согледа во вистинското светло, што предонесува следниот ден да го започне посмирено, со повеќе мудрост и самоувереност. Од едно интелигентно дружење со виното се постигнува природна благосостојба, која помага поуспешно да се излезе на крај со ризиците на секојдневниот живот. Зарем ова не представува еден вид на психотерапија? Хипократ многу одамна ја обвини меланхолијата или црното расположение како основна причина за бројни заболувања. Според тоа, поради благотворното делување на нервниот систем, особено по емоционален шок или сериозна болест, конзумирано во умерени количини, виното може да делува како бова, која е секогаш погодна човекот за неа да се фати. Виното ја потикнува фантазијата, интелигенцијата и креативноста. Мит или легенда, нему му се припишуваат и лековити својства, а во стариот свет било сметано за афродизијак. За виното често може да се каже дека е многу повеќе од алкохолен пијалок. Голтка божество. Приказни за виното.